Црвено-жолта регистарска табличка на сите службени коли треба да стави крај на трошењето државни ресурси за партиски цели. Лесно ќе се препознаваат во сообраќајот, а ќе ги регистрира и системот SafeCity. Регистар со колку службени возила располага државата нема, но сите институции треба до изборите да ја заменат обичната регистарска ознака со таква во боја. Тие што нема да го сторат тоа ќе добијат црвено-жолта табличка при регистрација на колата, а исклучок ќе бидат само дел од возилата на МВР и Агенцијата за национална безбедност. Имаат рок до 15 септември овој месец да ги брендираат сите возила. Исто тука би сакал да напоменам дека и доколку тоа не го направат, ќе повикаме по трет пат да се брендираат, се со цел до 29, односно до почеток на кампањата за локални избори, сите службени државни возила и возила кои што се во сопственост на државата да бидат брендирани. Сакам уште едно потенцирање дека и доколку проба некој тука да избегне, да не сака да ги брендира тие возила, кога ќе му даде датумот на регистрација, секако ќе ги добие овие таблици. Секоја злоупотреба ќе се истражува и секој кој ќе злоупотребува државни ресурси ќе сноси соодветна санкција, посочи директорот за јавна безбедност Александар Јанев. И ние веќе во рамки на Бирото за јавна безбедност, односно во рамки на Министерството за внатрешни работи, одржавме низа состаноци, имаме отворено оперативна акција локални избори 2025 година, така да една од главните насоки е полициските службеници да постапуваат исклучиво со интегритет, исклучиво со професионалност и истите мора да пружат и да обезбедат фер и демократски локални избори. Со регистарските таблички во боја, МВР ќе има обврска да направи регистар за службените возила и ќе се знае со колкав број располага државата. Според најавите ќе биде отворена и телефонска линија на која граѓаните ќе можат да пријавуваат неправилна употреба на службените автомобили. Одлуката за промена на табличките на сите службени возила во сопственост на државата беше донесена на владина седница на 29 јули.